почитувана македонска јавност. Факт е дека во случајот со онкологија, со најголемиот скандал што го тресе македонското здравство во можеби и во историјата на оваа независна држава, се соочуваме со еден бениген одговор од страна на Министерството за внатрешни работи, односно имаме ситуација каде неколку години наназад е предупредувано, односно во јавност се обелоденувани скандали поврзани со, односно информации поврзани со онкологија. Меѓутоа, Министерството за внатрешни работи, по мое видување, а верувам и по видување на поголемиот дел од македонската јавност, е задоцнето. Во рамките на Министерството за внатрешни работи има неколку организацијски единици кои што треба да работат превентивно, значи да работат проактивно, да не бидат реактивни, односно тука пред се мислам на крим полицијата и на одделот за организиран криминал и корупција. Сега да не ја должам и да не политизирам повеќе, би поставил две прашања до министерот за внатрешни работи. Првото е зошто МВР навреме не реагирало во случајот на онкологија, односно зошто затаила таа откривачка функција, односно превентивна функција, односно затаил проактивниот пристап, со што Министерството за внатрешни работи оставило простор, значи да се прикријат трагите, да се уништуваат можеби и некои работи кои што можеби во понатамошниот период на истрагата би допринеле до да се дознае вистината и да вистинските виновници бидат изнесени пред лицето на правдата, со што не би ни се повторило во иднина ваков или сличен случај. Тоа е првото прашање. И второто прашање, ако Министерството за внатрешни работи по насоки на јавното обвинителство ги превземало сите активности за прибирање на доказен материјал и при тоа се обезбедени квалитетни докази, значи од страна на Министерството за внатрешни работи, зошто еве до ден денеска, после 40 дена, се уште не е поднесен обвинителен акт, а Министерството помеѓу останатите работи дозволило дури еден од осумничените да ја напушти државата.